Што е манголица? Тоа е кој ќе вкрстиш домашна свиња со дива свиња. На свиња си е свиња. Судбината на свињата, знаете која е? Месара. Се разбираме. Ги гледав во собранието, кога премиерот беше спомната таа заклетвата на министрите Северна, како спомна, како ликува овиот СДС. И после правиме муавет, баш ликува, ужива, ако мораше да спомне Северна. Ке се навртам после на тоа, но прво ова сакам да кажам. Ликува. И сега некој ќе каже, на македонците им требало обединување. Обединување со кого? Дали е тоа воопшто можно? Не можеш да пружиш рака кон некој што те турнал, што се вика на секунда пред катастрофа. Некој што те довел до работна провалија. Некој што отворил Пандорината кутија и им дозволил на сите балкански крокодили да излезат од неа, за да те нападнат со полна сила. Како да пружиш рака кон некој што ликува, со што покажува дека нема грам совест во него, грам каење, што си го довел својот народ пред исчезнување. Убаво е да се каже, ни треба обединување на нас македонците. Ама со предавници не можеш да се обединиш. По тие исти причини, што мислите случајно на времето партизаните, така наречени комунисти, жестоко се пресметуваа со петата колона и со предавниците кога ја добија војната 45 година? Мислите дека толку биле жедни за крв, што затоа се пресметувале жестоко со нив? Не. Го правеле тоа од една проста причина, што знаеле дека со тие структури предавнички, квислиншки, нема помирување. Токму затоа го правеле тоа. Затоа што знаеле дека ако ги остават покрај нив, дека ќе продолжат, дека пак ќе почнат поточно да им мочаат усупата во секоја можност, во секоја погодна прилика. Затоа биле такви брутални, затоа што знаеле, имале на канторот две ствари: да си ја сочуваат државата во тоа време, како дел од Југословенската федерација Македонија, Република Македонија. Од една страна и од друга страна, на тој начин фактички се штители самите себе, да, својата власт, но пред се државата. На времето бев против тоа, како да кажам, малце претирано градење на митот за Македонија во време на Груевски. Ја го разбирав тоа што е, дека тоа приказно, околу која што треба да се сплотат сите. Вие кажат, тоа беше идеја на некои мои професори, уште многу одамна кога бев студент. Ја слушав таа идеја од Љубиша Георгиевски, од Темко во тоа време. Имаше уште некој, сега нема текна, со кој сум седел, не е важно. Знаев од каде доаѓа тоа. Но сега, во овие околности, ги повикувам сите релевантни чинители во оваа земја, општество, власт, ВМРО ДПМН,
полета да ги враќаат сите работи што овие претходниве предавници ги изпиша од шахтите, сликите на сонцето од Бутлеш до имењата на институциите. Ја разбирам дека политиката е курва, сите знаеме. Токму затоа не можеш да изигруваш джентълмен, што викаат, во бара полна со крокодили или во кочина со свињи. Глупо е, ке те искинат. Да, можеш да играш постепено, чекор по чекор, но да не забораваме сите ние, чувајќи ги ВМРО ДПМН, да не ја забораваме големата слика во глава, а тоа е да си го вратиме достоинството. Мораш понекогаш да играш, што се вика, тактички, да бидеш подготвен на некои работи, но да не ја забораваш големата слика. Големата слика е Make Macedonia Great Again. Тоа треба да не биде водилка. Ако сме мали сега, ние нема да ги дочекаме тие денови. Но јас верувам искрено дека еден ден Македонија ќе биде пак голема. Дали ќе биде тоа за 100-200 години? Останно, така е логиката на овој свет. Овој свет што викаат прилепчани, вие колце се врти. Денес плаќаме некоја стара карма за нашите вообразености, за нашите јанзи, за нашата неодговорност, за нашата надменост во некој случај, кога сме се осеќале силни, моćни, сигурни. Сега ја плаќаме таа казна. Кога дојде денот, кога се тоа пак ќе се смени, ќе ја платиме нашата недозреаност на многу скап начин. Ова е многу скапа. Ние ќе излеземе од тоа еден ден. За жал, ние, нашите генерации, нема тоа да чекаме, но ќе дочекаат некои други генерации. Затоа да направиме се што можеме ние сега, да им овозможиме терен, можност, шанса да шутираат пенал генерациите македонци што ќе дојдат после 100 или 200 години. Затоа не треба да си ја продадеме душата на ѓаволот. Имаше една песна од Биело дugme, идеше, ќе кажем оригинал, Христос сам биче све што хоче, ево продаjem душу врху слона. После чут, не знам, после Црна тачка, после ове игре кад ме сломе, кад ме мирно сломе. Нема зошто да прифатиме се што некој сака, се што тие го сакаат. Кои да се тоа тие во наводници. Затоа што прифаќањето на се значи продавање на душата на ѓаволот. Затоа треба да се одигра мудро, чекор по чекор. На сите оние кои ликуваат, можеме само да им порачаме едно: уживајте во таа ваша самобендисаност, во ликувањето уште некое време, оти подоцна ќе слушате само звуци на бура. Исто метафорично да се изразам, исто од една песна на подоцнежното, нели, Биело dugme. Затоа што не слушавте нас, не слушавме што ви пееме, што ви збориме, што ве пееме цело време, затоа еден ден ќе си жнеете бура, тоест ќе слушате звуци на бура. Но, да не влагам некои критики, поезии и такви мелодрамски моменти. Имам огромна доверба во ВМРО ДПМН
без разлика што многу од вас помислите ова или она, имам доверба, затоа што ја видов другата страна каква е, и тамо нема више што да бараме. Од нив, ниту од нив нешто може да се очекува. Тие ќе завршат како што ќе завршат, како што завршуваат предавниците, се надевам. А нам не ни преостанува ништо, освен да трубиме, да звониме, да ги подсетуваме ВМРО ДПМНЕ. Дека не смеат по никоја цена да ги повторат грешките што ги правеа предавниците, ниту пак да влезат во положение на балканските крокодили. Држете до себе, секогаш, во секое време, на секое место. Сам ако не се цениш и почитуваш, никој нема да те цени и почитува. Зборам извитени фрази, но така е. Немојте да прифаќате се што другите сакаат од нив. Ако покажете доволно инат, ако покажеме сите ние доволно инат, така што прво ќе почнеме со ситни работи, да си ги враќаме македонските символи, македонските називи на институциите со она без она опашкана, тоест како да ја наречемо на северна, постепено секој ќе свати, ќе го свати тој отпор во кафе во македонскиот народ и полека самите ќе почнат да викаат, па ние не можеме со нив на крај да излеземе. Па тоа се инечи, па тоа се вакви, тоа се тврдоглави, па не прифаќаат ова, па не прифаќаат ова. Да, тоа е логиката на нештото. Они ќе почнат токму тоа да го прифаќаат. Оне што ние ќе им го понудиме на маса. Изгледа смешно, изгледа чудно, но така е. Не може некој на сила да те натера да се пишеш магаре. Не може едноставно. Невозможно е. Значи се е во нас, во нашата глава, во нашата волја, во нашата желба, во нашата сила да се избориме со предавството кое што го направија социјалдемократите. Затоа полека знам со право сите очекуваме веднаш некои работи да бидат исправени, сменети, затоа што ние преку глава веќе да живееме во неизвестност, во статус кво, во една летаргија во која што се најдовме со години. Цели генерации кои што се родени 91-а, кои што сега рачунаат имаат, како да ви кажам, под 30 години, не знаат ништо друго освен СДС, ВМРО, СДС, ќе биде подобро, утре ќе биде подобро, заутре ќе биде, прекутре ќе биде подобро. Дајте, пресечете го проклетството, пресечете го гордиевиот јасол, ова се однесува на ВМРО ДПМНЕ. Направете конечно нешто за својот народ, со кое што ќе покажете дека сте на ниво на задачата, дека сте вистина спремни да ја направите Македонија голема повторно. Тоест, да направите терен, убав терен, да создадете убави можности за некои наредни генерации да може да збрцаат гол центар со ножички од пенал, како што сакаат. Затоа ќе треба сите ние да помогнеме за почеток со тоа што било кој од нас, на било кој настап, не мора да ни јавна личност, било кој од нас кој што е обичен граѓанин на оваа земја, кој што на секој можен начин ќе направи се за да покаже дека имаме висока точка на топење, дека не се сложуваме со продавството што ни беше направено, дека не се сложуваме да не викаат никако поинаку, освен македонци, дека кои живеат во Република Македонија, кои зборуваат на македонски јазик, кои што имаат своја собствена историја македонска, за која што генерации претходно
se borile i uspjele da se izbore. Toliko сега за сега. И почна да се смея.